Почитувани колеги советници, почитувана јавност, врз основа на член 47 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за спорт, млади и рекреација на Советот на општина Битола за ден 24.12.2025 година со почеток во 13 часот, со предлог на следниот дневен ред. Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на прелиминарен преддоговор за стратешко инвестицијско партнерство на ФК Пелистер АД Битола. И втора точка, програма за активностите во областа на спортот и младите во општина Битола за 2026 година. Дали може да гласаме за дневниот ред? Кој е за? Дали има против? Дали има воздржани? Со тоа е усвоен дневниот ред со 5 гласа за. Преминуваме на првата точка, одлука за давање согласност и овластување за потпишување на прелиминарен преддоговор за стратешко инвестицијско партнерство на ФК Пелистер АД Битола. Го замолувам известителот да се појасни за точката. Добар ден. Пред некој ден во општина Битола беа дојдени представници на фудбалскиот клуб Нанук од Канада, кој што се канадско-турска корпорација, компанија, основана 2010 година како спортска академија Нанук, која што се занимава со институција уствари за спортски тренинзи, професионален спорт, има акции во неколку клубови во Европа, има собствена академија за тренинг, воспоставен систем за откривање на таленти, развивање нивно на највисоко ниво, и тие до општината доставија еден преддоговор кој што ви е доставен и сакаат да имаат мнозински дел во управувањето на фудбалскиот клуб Пелистер, уствари нешто да биде слично како што Еврофарм има во ракометниот клуб Пелистер. Имаат некои услови кои што ги бараат тука, меѓутоа ова сепак ќе нагласаме само пред договор, за да можат, единствен услов кој што го бараат во овој преддоговор е до 1 април општината да не разговара со ниеден потенцијален купувач на клубот. А за сите други членови на договор, доколку се направи, треба да се разговара после 1 април. Доколку имате некои прашања, слободно. Дали некој бара збор? Повели Александар. Овој преддоговор ќе важи до склучување на официјален договор, така? Да, ова е само преддоговор за да можат тие да бараат стратешки партнери кои што би инвестирале. Има еден пример тука наведен, доколку склучиме договор и доколку се биде прикажан подписот на Мустафа Кемал Ататурк на дресовите, тие имаат подпишано со некоја банка приходи околу 200.000 евра годишно. Добро. На колку години ќе биде подпишан
договорот ако се Немаме дојде до договор? разговарано ништо околу тоа. Само разговарано беше за идеите нивни, за развој на школата, таленти наши Да. да одат во нивните партнери. Инаку можете да видите на веб страната нивна дека партнери му се Ѓостепе, Гуалдехара, Емполи, Бешикташ, Хаја Спорт и така натаму. Добро, јас пробав нешто да побарам за ова компанија, ама јас најдов дека не постои компанија Nanook Sports Capital Ltd, туку Nanook All Sports Management Ltd. И таа вели дека е формирана на 2 април 2025 и покрај овие работи овде што се наведени во овој преддоговор, организира тренинг кампови, например на 6 на 4 април 2026 има некој тренинг камп за фудбалери од 6 до 10 години, некој од 12 до 15 април за деца од 11 до 15. Не успеав да најдам нешто по конкретно околу ова компанија. И вели вели обврските на фудбалскиот клуб ќе бидат исплатени пред да се склучи договорот. Колкави се обврските на ФК Пелистер за 2025? Не се за 2025-та, тие се општо како долгови. Значи тие се од прилика околу, во моментот се околу 9 милиони и сигурно има уште 1 милион кој што го должиме кон доверителите за превоз и за исхрана, кои што се тековни. Од прилика се толку. А инаку Nanook Спорт Академија можете да го најдете на интернет nanookfk.com. Тоа е фудбалски клуб во Канада и е основан 2010 година. Кои се представници за Nanook во Тука кај нас во Да, Македонија да. нема. Тие Не мислам кој преговара од нивна страна. кај нас беше Видов две имиња, ме известен, интересира дали се тие. известен господин Али, кој што не е во овој тимот кој што го гледав јас. Точно кои се луѓето, Добро. Вака во член 10 вели од спонзорства и комерцијални приходи ќе се обезбедат 12 милиони 300.000 денари, односно 200.000 евра. А фудбалскиот клуб Пелистер за 2024 е официјален податок од Централен регистар имал приходи од 40 милиони денари. А овде во член 10 не, ова ви е само доколку пиши подписот очекувани приходи над 200.000 евра годишно. Тоа е 12 милиони 300.000 денари од прилика. А пак ќе повторам, Пелистер во 2024 имал вкупни приходи од 40 милиони, значи негде 3 пати. Добро, ако ја читате англиската верзија, кажува дека доколку го ставите подписот на Мустафа Кемал Ататурк на дресот на клубот, тогаш приходите се 200.000 евра. Значи само за подписот, а не за целосно. Добро. Член 11. Nanook бара имињата да бидат променети имиња на некои објекти. На кои објекти конкретно се? Не разговаравме околу тоа, меѓутоа знаете вие дека секаде во цел свет доколку некој даде одредена сума на пари, се преименуваат и спортски сали и стадиони. И ете еден пример ќе ви дадам, на пример арената Борис Трајковски во Скопје до пред една година беше А1 арена, за која што А1 арена, спортска сала Борис Трајковски, така се викаше, за која што арената Борис Трајковски имаше одреден годишен надомест. Добро, не знам, јас тоа што читам овде во така пише, Nanook бара имињата на одредени објекти да бидат променети во најкраток можен рок, со цел согласување и обедрување со идентитетот на градот.
Добро, дворед, али на почетокот ви кажав дека ова е само преелиминарен договор и дека доколку овај договор се потпиши, тогаш ќе се преиде на склучување на договори. Тука во тој договор би требало да се решат тие работи. Добро. Сега овде, зато прашав преје дали ќе се знае на колку години ќе биде договорот, оти во член 12 стои дека со влегувањето на НАНУК како стратешки инвеститор, вкупниот буџет на клубот ќе се зголеми на 2 милиони евра до 2029 година. И овде малце кај општина Битола ќе продолжи да го финансира клубот приближно 200 до 400.000 евра. За ова од 200 дае на пример од 200 до 250.000 во ред, ама од 200-400.000 е многу голема разлика. Сите тие членови ќе се усогласат доколку се дојде до потпишување на договор. Добро, и зато прашав преј и за долговите што треба да се исплатат, бидејќи во бонитетниот извештај за ФК Пелистер има некоја бонитетна оцена ВВВ минус, што значи ризичен бизнис. Зато ми беше прашањето колкави се долговите на ФК Пелистер за 2025-та, за да од Централен регистар бонитетниот извештај е таков како што е, дека фудбалскиот клуб фактички треба следење и пратење бидејќи е во категоријата на ризични бизнеси. Фудбалскиот клуб има долгови од 2017 година и претходно и имаме подпишано договори за рати кои што се исплаќаат редовно. Затоа може да ги вади дека во 2025-та се направени тие. Добро, ви благодарам. Повели Александар. Добар ден на сите. Значи, како што разбрав, фудбалскиот клуб има долгови од 2017 година кои ден денес се исплаќаат. Да, има и од 2017 има и од претходно. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, преминуваме на втората точка од дневниот ред. Програма за активностите во областа на спортот и младите во општина Битола за 2026 година. Го молам известителот од страна на општината да се изјасни за точката. Со програмата за спорт на општина Битола се стремиме да поттикнеме еднаквата застапеност на сите спортисти, вклучително и мажи и жени, да ги елиминираме пречките за нивно активно учество и да ги унапредиме локалните политики согласно националните стратегии и европските стандарди. Исто така во програмата се предвидени средства за професионалните клубови, за рекреативци, за јавните повици, како што секоја година ги има за физички и за правни лица. Во програмата исто имаме предвидено средства за младински проекти, спортски, планинарски, скијачки клубови и така натаму. И останати се средства за традиционални спортски манифестации и за други спортски манифестации кои што ќе ги преку барања од правни и физички преку барања од правни лица ќе се доделуваат на Комисијата за спорт. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор,
точката под број 1, одлука за давање согласност и овластување за подпишување на прелиминарен преддоговор за стратешко инвестицијско партнерство на ФК Пелистер АД Битола, ја ставам на гласање. Кој е за? Четири гласа за. Кој е против? Дали е некој воздржан? Со 4 гласа за и 1 воздржан, констатираме дека точката е усвоена. Под точка број 2, програма за активностите во областа на спортот и младите во општина Битола за 2026 година. Кој е за? Три гласа за. Кој е против? Дали има воздржани? Со 3 гласа за и 2 воздржани, констатираме дека точката е усвоена. Ви благодарам на сите за присуството.